1921. 2 години по Првата светска војна. Светот остана пак поделен и овој пат на победници и победени. Македонија ја немаше ниту во една од овие категории. Таа не постоеше на картата од светот. Без свое огниште, македонецот го бараше насекаде по светот и никаде не го наодеше. Голем дел од македонските бегалци и припадници на Македонската револуционерна организација се најдоа во соседна Бугарија. Разбирам. Ѓорче Петров, Здраво. еден од малкуте преживеани водачи на Илинденското востание од 1903-та, кога македонскиот народ преку Крушовската република за миг го предмети својот вековен идеал за слобода. Знам. Луѓе, ве разбирам. Но сега треба да се издржат овие тешкоти. Навистина, време е да ја видиме Македонија одморена од пукотници. Скраја од неволици и поштедена од пеплиште и крв. Но денес, кога крвта престана да тече, се открива едно зрелиште уште пострашно од крвта и од огнет. Цела Македонија, разурната и разграбана, се смета и од победниците, и од победените во минатата световна војна за некаков случаен предмет, за нешто кое вчера се родило, со кое нема што друго да се чини, освен да се распарчи и раздели меѓу оние кои мислат дека први го открили наши. Така е, Ѓорче, Но само Македонија така. е една одредена целина и има право на самостојно суштествување, како и сите слободни држави околу неа. И кога пак ќе треба да се кренеме на оружје, тоа да го сториме во најпогодниот момент. Може би поколенијата што ќе дојдат по нас ќе го сторат тоа. Но тој момент за македонците има секако да дојде. Во тоа луњевито време, македонската емиграција беше најбројна во Бугарија. Еден дел на Македонската револуционерна организација, на чија чело стоеше Ѓорче Петров, настојуваше да ја измени тактиката на дејствувањето. Се оформи идеја да се мине повеќе на борба од парламентарен вид, при што ќе се користи помошта на најнапредните политички движења во Југославија, Бугарија и Грција, за да се признае македонската национална самостојност. Софија во 1921. Господа, тоа е предавство кон Македонија. Самиот Ѓорче Петров тврдеше дека слободата без крв не се печали. Јасно. Господа, македонската организација нема да биде собиралиште на јалови дискутанти и кандидати за парламентарни оратори. Да. Апсолутно. 30 3 кеца. Противниците на идејата на Ѓорче Петров остро се спротивставија, изнесувајќи дека акциите се единствениот знак за постоењето на Македонија. Додека на дело, во дослух со бугарскиот двор, борбата на македонските револуционери ја представуваа пред светската јавност како анексионистички чин. Така, нерешената национална и социјална положба на најдолго обесправениот народ во Европа ги исправи македонците пред нови премрежија, лутања и искушенија. На прагот од ова судбинско распаќе, во една разулавена, антимакедонска и фашизирана стихија, Македонската револуционерна организација ги загуби своите најистакнати борци. Господа, кој сака да филозофира, да му дадеме шанса кај што е најпогодно за тоа? Во идеална тишина и мир. Господа, на мртвите место име на гробишта. На апологетите на пасивноста, јас ќе им обезбедам заслужен мир.
Što je sa vas? Ovakvo prekrasno saznanje, a samo. Vi se Povelite. molam, gospodine Lukov. Si pretpostavljam, gospođo Lubenova, koliko ste prитеснети. Вашиот сопруг има ли уште рода во Македонија? За моја среќа такви се тие семејства многу детни. Во случајот не се знае кои се поголеми страдалници. Гостите или домаќините. Здраве. На здравје. Добра вечер. И десенот беше чудесен. Добра вечер. Просто Добра вечер. измислен за ќерка ми. Добро вечер. Добро вечер. О, моето почитување. Господин Иванов, ве молам. Што току пристигнав? Човекот е известен. Момчето од првите своји чекори е посветено на организацијата. Никогаш не било во Софија. Никој друг не го познава. Скоро е дојдено од Прилепско. Значи не е компрометирано. Ако дозволувате, би ви напомнал. Да. Пристигна уште еден воз со бегалци. Ѓорче Петров е постојано со нив. Сега пак одржа митинг. Мислам дека луѓето му веруваат. Крајно време е... Ти благодарам. Имаш добро око. Зборот на тој старец чини повеќе од 1000 пушки. За мене, еден куршум. Да. Се поретко ми дозволуваш да те видам. Многу сум запатен. Ќе ми простиш, нели? Може би вака е поради тоа што знаеш дека не можам без тебе. Недо, зар можеш да се сомневаш? Помогни ми и сега. Вашиот стан ќе ми биде потребен. Секогаш така. Што? Да не се сомневам, да ти верувам, да те очекувам. Многу години ти верувам, а се поретку сум крај тебе. Ние не можеме да се разделиме. Двајцата го знаеме тоа. Да, сепак почесто треба да си до мене. Осаменоста кому прилега? Недо. Недо. Ќе треба и ти да останеш во станот. Навидум се треба да изгледа како ти и господин Христов да се си дома со своите гости. Многу забавна роља ми одредуваш. Не ми е само до станот. Колку и да си ги знам луѓето. Јас и повеќе верувам во тебе. Ти ме убедуваш, а јас однапред сум согласна. Кој ти е овој? Иван, студент по право. Ти се допаѓа? Мислев дали водиш сметка за луѓето околу себе. Умнице, не грижи се. Знае Иванов што прави. Ќе се види. Емиграцијата е преврзана кон него, да не зборуваме за старите дејци. Тоа е најважен. Неговото ликвидирање ќе ни ги отвори сите патишта до македонското прашање. Ти ќе раководиш со ликвидацијата на Ѓорчето Петров.
Ovo je prva naša akcija. Prvo oživotvoruvanje na mojata misija. Благодарам на довербата. Ќе ги истребиме сите до еден, како пилци, еден по друг, без остаток. Јас имам полна доверба во тебе, иако знам дека едно време шуруваше со него. Токму затоа сега ти давам шанса да се искупиш. Нема да се излажете во мене. Јасно ли е се за акцијата? Јасно. Добро. Сега на дело. Разбирам. И Иван ќе биде со тебе. Да, разбирам. Грешките од сега има да се плаќаат со живот. 2 вагони штофови Б класа за Пловдив. Да, господин Христов. Јави му се на Браунар во Виена и соопшти му дека ќе го прекинеме договорот ако стоката не стаса на време. Да, господин Христов. Каде го сместивте контингентот од Англија? Тука нема ред. Во малиот магазин префрли ги галантерисите ситници, тука не сакам да ги видам. Разбирам, господин Христов. О, господин Луков. Добар ден. Добар ден. Господин Христов, време. Да, време е. Само за момент, Мал. веднаш излегуваме. Јави му се на Павлов. Закажи му за утре во 12. Да, господин Христов. Повелете. Само после вас. До гледање. Имаме гостин. О, Добар ден, госпожо Христова. kakva iznenada, gospodin Lukov. Povelete. Благодарам. Повелете. Sednete. Благодарам. Što se slučuva, Milane? Душо, како да ти кажам, потребна си ни. Знаеш, се работи за една историска задача, за нас, за сите. И токму затоа, како да ти кажам, заради таа задача, јас ќе треба да заминам на пат за известно време. Нели, господине Луков? Да. Не грижи се за мене. Ќе бидеш само неколку дена сама. Тоест не сама. Тука ќе биде господин Луков, нели господине Луков? Да. No doboga, Milane, ako na gospodin Lukov, ako mu treba našiot stan kako što te razbrav, to je može da go polzova neprečeno i bez mene. Се извинувам, госпожо Христова, но вашето присуство е овде неопходно. А простете, ќе треба да телефонирам. Telefonot vi je vo antreto. Веќе го забележав. Благодарам. Ne sum soglasna со сето тоа. Мислам дека требаше да бидеш порешителен. Разбери, незгодно е да сум без тебе. Ти разбери. И слушај ме, Душо, чуј. Иванов ме замоли за стан. Ти знаеш дека тој ме има за свој. Тој држи до нас. А ти може би дури не предпоставуваш колку пушки и луѓе стоят за тој полковник. Тој е во Бугарија држава во држава. Тука јас сум немоćен. Te razbiram, no se plašam. Пајтонот ве чека. Господине Луков, можете да пренесете дека сме горди што и ние со нешто ќе придонесеме. Нели, Душо? Горди. И не грижете се за ништо, господине Христов. До гледање, господине Луков. Добар пат. Бидете спокојни. До гледање, Душо. До гледање, не грижи се. Се ќе биде вред. До гледање, Душо.
Го разгледавте ли станот? Повеќе би сакал со вас. Само да си признам, тешко се снаоѓам меѓу брачниве кревети. Ништо чудно, затоа станот има и други простори. Повелете. Пардон, господјо Христова. Ќе треба да ви објаснам вашата задача. Послугата ќе треба веднаш да се острани од куќава. Билети, молам. Покажете ги билетите. Молам, билетот. Билети, молам. Секој што ќе помине границата кон Грција и Југославија може да спечели 15 години затвор. А пак за укривање на македонски комити 7 годинчиња. Го читаше ли ова? Тие гале, тоа важа ако те фатат. Гледај си здрави. Попули се овде. Како ти се допаѓа ова, а? Не е лошо. Само да откусија малку поширок. Јас, бога ми не пребирам. Ајде бре, ашлаци! Возот од Горна Џума е пристига на првиот колосек. Возот од Горна Џума е пристига на првиот колосек. Возот од Горна Џума е пристига на првиот колосек. Возот од... Малку подолу. Се молам, ако сакате да ми помогнете. Да поминам. Не ќе можам сама. Помогнете ми. Ајде. Каде се багажа? Не знам, да го сместиме некаде. Ајде. Ви се молам, каде е гардеробата? Ене таму напред. Благодарам. Еј, ваму. Побргу. Се извинувам. Дојде ли? На јавката никој не реагираше. Требаше да дојде со овој воз. Но јас му ја дадов јавката. Добро, ќе видиме. Чекајте ме во Пајтонот. Добро. По мене. Ви се молам, кога доаѓа следниот воз од Горна Џума? Во 10:30. 10:30? Да. Благодарам.
Покажете или тие што го познаваш, да дојдат кај дежурниот. Прости, не ти се заблагодарив за услугата. Не е важно. Да не требаше некој да те пречека. Сега повеќе не е важно. А мене никој не ме чекаше. Багажот го сместив и треба допрва да ја барам адресата. Ти не си од Софија? И јас не сум. Прв па доаѓам и не знам... Не знам ни јас. Остај ме. Каде е? Не дојде. Идиотштина. Една обична уговорка не можеме да исполниме како што треба. Има вечерен воз во 10:30. Ќе го чекаме со вечерниот. Се прашувам кој би можел да измени одлуката. А јас велам дека ќе дојде. Sejedno со кој воз. Не е седно. И тој збор не сакам повеќе да се употребува меѓу нас. И најмалата небрежност може скапо да начини. Возот од Горна Џумаја пристигнува во 10:30. Чувствувам ненужна паника. Му текнало некому да изменува уговорката. А последиците? После пак ќе биде одговорен Луков. Нервите. Тоа се нашите кутри и служени револуционерни нерви. Престани веќе. Ако сепак е нужно, известете го главниот. Ако некој треба да го извести главниот, тоа сум јас, господјо Христова. И ако некој треба да размислува и да донесе било какво решение, и за тоа сум пак јас, господјо Христова. Вие секако ја знаете својата работа, господине Луков. Се надевам. Чекајте ме овде. Да ве допретам. Ќе се снајдам и самиот. Зборувај. Момчето не стигне. Се плашам дека уговорката не е во ред. Дојдов да прашам ако треба нешто да се превземе. Има вечерен воз. Ако не дојде и со него што да правам. Уговорката е сосема во ред. Момчето денеска мора да дојде. Да не сте пропуштили нешто. Не, постапено е според планот. Ако изгомнелиш нешто, и во Канада ќе те пронајдам. А јас? И да ми известуваш на време. Симни се. Ми треба пајтонот. То гледам. Експресниот воз Париз, Истанбул, преку Софија, задоцнува 30 минути. Кога доаѓа следниот воз од Горна Џумаја? Во 10:30. Благодарам. Воз Париз, Истанбул, преку Софија, задоцнува... Значи 10:30. Така е. Кога се доаѓа во голем град, некој без друго треба да те пречека. Мислев дека лесно ќе ги најдам. Кај кого ќе одиш? Кај роднини, тука ќе учам. А ти? Сега што ќе правиш? Како ќе ги најдеш? Не знам. Ти не си од тука, јас не сум од тука, само тебе те познавам. Ќе ми помогнеш ли? Еднаш ми помогна.
Еднаш ти помогнав, еднаш си одмогнав. Може би еднаш и јас ке ти помогнам. Се извинувам. Повелете. Ви се молам, дали знаете каде се наоѓа улицата Света Недела? Поминете низ паркот и од другата страна на езерото, секој ќе ви каже. Благодарам. Нема да ни го дадат. Добро, нема да падеме, јас ќе везам. Јас ќе везам. Погледај што е убаво. Ајде, деца, купувате балончиња, балончиња за дечиња, ајде, деца, балони, балони, балони. Балончиња за дечиња, ајде, 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 ајде. Само повелете, ова го нема ни напаза. Само ставајте, ставајте. Не се плашете, ма нема ставаш 10 година. Ајде, луѓе, цената добила. Едно ставаш 10 година. Благодарам. Секи ти ќе за 10 минути. Довидување, благодарам, довидување. Повелете, повелете. Ајде да се сликаме. Сликање за 10 минути. Не, јас не се. Ајде. Не. Тогаш јас ке се сликам. Одам. Да, тоа така, да. Земете го и Благодарам. ова, молам. Така, да. Насмејте се сега. Да, тоа е момент. Точно, благодарам, готово, благодарам. Може да си среќен без да знаеш. Ајде да си ја видиме среќата. Че да гризне книже Ајде. Добри луѓе, дробна пара подарете. Глувче бело среќа носи. Може да си среќен без да знаеш. Може треба глувче да гризне книже бело. Добри луѓе, дробна пара подарете. Глувче бело среќа носи. Може да си среќен без да знаеш. Стасај бе! Застани! Глувче бело среќа носи. Добри луѓе, дробна пара подарете. Може да си среќен без да знаеш. Минатото ви е темно. Вашите желби и мисли тешко се исполнуваат, зашто многу непријателски сили се свртени против вас и зло ви готват. Но вие со добрина ќе ги пребродите и ќе живеете 77 години. Наскоро ќе тргнете на долг пат и најголемата желба ќе ви се исполни. Ќе го сретнете човекот што желно и нестрпливо сте го очекувале цел живот. Тој ќе се појави како принц од приказка и ќе дојде како од приказна шума. Банката. До кога ќе гракат? Проклети. Ту сто банката.
Kuća li ova ili peštera? Prazni šišinja. Nema rakija. Nema. Je najdov me. Da. Treba da odam. Koga će se vidi me? Utre? Da, utre. I sekogaš po natamu, neli? I sekogaš. Ќе te čekam utre ovde, pri kvečerta. Da, pri kvečerta. Do utre. S Bogom. Do gledanja. Počekaj! Imeto, kako ti je ime? Dafina. Dafina. A tvoето? Ne duškaj po tuđi dolap. I ne tresija pepelta kaj ke stigneš. Duškal, ne duškal, prazni šišinja. Nema rakija. Nema. Tremađio, mošle brgu grloto ti se podsušuva. Pa da. Taka ti je to. Mladi. Zaneseni. Ne si go pomrdnale zadnji ko to topli odaj. I odniv će baraš da imat razbiranja za potrebite na dušat. Ima različni. Nezavršeni pravnici. Umilkuvači. Kako gi vika. Del Lukove, pomogni mi. A da, revolucioneri Jorgan Planinci. Slušaj ti, prestane tegnaš. Jas ne dosvolujem da me navreduva. Slušaj, rasipeš si nešto, kad ti izdrešetam ja slično, tako da znaš. Gde pa ti ide? Za jedna čaška rakija. A to i neka me ostavi namira. Zapameti go ova. More majkata. Да не ви трябва. Това сте вие. Очекувахте ли друг? Секогаш така се појавувате неочекувано. Како енигма. Во случајов како помош. Можем ли да поможем? Можете, само се прашам со што? Со гледање, например. Повелете, гледајте. Можем да ја замислам вашата венчавка. Музика, автомобили, пајтони, бал. Танци, на кои господинот не бил присутен. Мислам дека уметникот не бил на висина. Оригиналот изгледа мошне поинтересно. Ха-ха, шеш беш. Ај, пак е пиек. За ѓулбарчини. За барбу ти севан му ја плаче мајката.
Slušaš, bravo. Tuka, dragi moji, na Balkanot, kada se docni so vekovi, so tabli i zarovi, a i pak dubeš. Toj, momčeto što go čeka me, mora da jedno od onije što sosem cvrsto veruvat vo svoja ta istorijska misija. I koji misle deka za ceko je nivno revolucionerno podkašluvanje ne stoji nikoj drug tuku ta istorijata so golemo i... Zamolči, Drdorko. Ako ne veše brz pukaš, bez drugog je veše nekoj sporovozen filozof. Ne je li vreme? Aj, ti kako da ne veše tuka? To nasana, nesta sam zabiti da si... Da pojdeme. Ne je loše da trgnete porano. Pobrzajte i vnimavajte. Kada si, momče? Od Makedonije. Od Makedonije? Da. To je. Dobro večer. Stigno. Dobro večer, gospođo. Pa kako si? Počekaj malko. Dobro. Ivane! Momče to pristigna. Došlo so voz od napladne. Kako to? Znači se vo vreme bil vo Sofiji? Nije go čekavme. Sve se nisi što znači to. Vi kaželi kada bil za se vo vreme? Idiotština. Mi reče deka... Ke odam da vi prigotovam nešto za večera. Koga pristigna vo Sofije? Okolo 3:30. Go znaješ li izdogovoreni od znak? Da. Sedni. Povtori. Reklamen stolp do glavni od izlet od stanicata. Čovek so debela cigara go frla u pušokot. Ja so poslednite patnici. Javka Makedonija. I ništo ne zabeleže? Ne. Ni našite ludje? Večerva prv pat gi vidov. Najvažna mi beše ugovorkata. Kada beše za sve to vreme? Na stanica. Beše li v grad? Ne, samo okolo stanicata. Od сега ќе заборавиш се. Името, родители, близки. Ги немам. Татко ми и мајка ми ги отепаа 903-та во останието. Жалам. Таква е нашата судба. Колко години имаш, момче? 20 татерам. Се надевам дека ќе станеме пријатели. Ти рекол ли зашто си испратен во Софија?
Ne, mi rekao дека ovde sve će mi biti kažano. Odlično. Imaš ti svoji bliski u Sofiji? Nemam, za prv put sam vo Sofija. A poznavaš li nekoj što da žive u Sofiji? Ne, osvem svega vas. Rakуваš li dobro sa oružjem? Da. A si strelal li ti, momče, vo živa meta? Ne, zar je to važno? Boga mi važno je. Živata meta ima oči, ima duša, ima glas. Živata meta se približuva, a ponekogaš može da ima i pištol vraka. Će mi kažete li zašto sam ovde? Organizacijata reši da premavne da je mnogo opasen predavnik i izrod na našiot narod. Ke ti kažem дека неговата смрт е единствена наша задача. I jaz treba da izvršam ta zadača. Токму ти. Организацијата не случајно те одбра тебе. Благодарам. Но знаете, јас не сум тукаш. Токму затоа. Имено токму затоа. Знаете, друго е да е во борба. Но вака јас како неопитен во непознат град. Знам. Треба да ти биде чест што ти син на родители што си го дале животот за слободата на Македонија. Токму ти си одбран за оваа задача. Кога треба да извршам? Секој ден од животот на овој предавник е од непоправлива штета. Можам ли да знам кој е тој? Зар се важни имињата? Не. Знам дека не се важни имињата на предавниците. Правилно. А сега на вечера. Ки, одведи горцата на вечера. Вие двајца вам. Ти, Методи, уште сега ќе појдеш кај Иванов. Речи му дека момчето пристигна. Разбра? Разбра се. И веднаш врати се. А ти, Крсто, утре изутрина со пајтонот да бидеш долу. Долу? Да. Хајде. О, господјата си отишла. Отиде на починк. Гледам дека си изморен. И ти би требал малку да си отпочинеш. Па, патот беше доста напорен. Седни. Благодарам. Пушиш? Благодарам, не пушам. Не сум се научил. А јас пушам премногу. Навистина премногу. Можам ли да ве прашам нешто? Повели. А решено ли е кога треба да се вратам назад? Тебе како многу да ти се брза. Мислев, кога сум веќе во Софија, да се видам со еден човек. Како? Па ти самиот рече, ако не се лажам, дека немаш никој свој познат во Софија. И немам. Не сум толку сигурен дека се наоѓа во Софија. Не сум го видел 10 години. А со кого сакаше да се видиш? Со Ѓорчета Петров. Со кого рече дека сакаш да се видиш? Со Ѓорчета Петров. Се разбира кој е во Софија. Ако не му пречи во работата. Може. Може би е во Софија. А од кога се познаваш ти со Ѓорчета? Тоа е долга приказна. Вас без друго нема да ви интересира. Не, напротив. Јас ви кажав дека моите родители беа заклани од турците. Откако се заситиле со коленјето, тие го напуштиле нашиот двор. Токму во тој момент на нив удрила четата и ги истерала од селото. Во дворот, отако се смири, влезе човек несметно од дрвото, во чии гранки бев сокриен. Ми ги затвори очите да не гледам и ме изнесе од дворот. Да, во известна смисла јас не му го должам животот. А кога подпорасна, се видјаваше ли со него? По 10 години, во Балканската војна. Тогаш, во нашето село, Чаниште, самиот војвода дојде да ме види. Ми рече, Машко, сега си голем. Ќе те испратам да станеш комита. И запамети, од сега имаш само еден родител. Организацијата. И гледај, синко, да живееш како човек. И да имаш пред себе само слободата. И да умреш за неа ако треба. Од тогаш не сме се виделе. Токму затоа би сакал да го видам. Ти сигурно многу добро се сеќаваш на неговиот лик, на неговиот од. Како низ магла. Голема брада,
razdeljena na dve brazdi. Oči nekako sekogаш nasmevnati. Pa sepak, dostatno je samo nešto da te podsjeti na nego i to je vednaš jasno da se otkrije od tvojite sećavanja. Ne znam. A, eve. Sadov. Edinstveni od spomen. Mi go dal vojvodata. Pogledajte. Ubav sat. Prekrasen podarak. Što misliš? Da li bi te prepoznal da te vidi seg? Ne znam da li bi me prepoznao. Ne verujem. Ti mi bili возможно da go vidam? Ne znam, ke treba da prašam. Mnogo od starite vojvodi sega gi nema. Bi bil blagodaren za sve što bi doznal za nego. Ke storam sve što je vo mojite sili samo za da je ovozmožam ta vaša sredba. Će bi bidam blagodaren. Sega vreme je da si počineš. Da. Dobra noć. Dobra ti noć, momče. Комисијата за настанување на македонските бегалци одржа состанок. Ѓорче Петров рече дека ќе стори се. Ѓорче Петров продолжи... После! Да се скине весник и да се ликвидира човек, тоа како да не е се едно исто. Престан! Доста ми се моите грижи. Не ми се потребни твоите мудрувања. И те молам, не заканувај ми се. Ти знаеш дека твоите заканувања кај мене не врват. Ќе пукаме во човек што бил поин кај луѓето што се бораа за слободата на Македонија. Замолчи. Ќе ни се смеат луѓето. Храбреци ќе речат. Пукаат во она... Молчи! Што знаеш ти? И кој си ти? Некогашен комита што знаел да пука во турскиот аскер. Има малку разлика меѓу мене, комита што пукал, и тебе, комита што се продавал на секого. Слушај, не ти се пише варно ако продолжиш вака. Да, прав си. А сепак се прашувам, што ќе ни го ова? Во овие денови на искушение, едно голобрадо детиште да си ги извалка рацете заедно со нас. Можевме сами да ја свршиме оваа гнасотија. Ти рекол дека се плеткаш во работи што не ги разбираш до крај. Кој не ги разбира? Јас? Она детиште што пристигна вечерва, а утре веќе ќе го снема. Ни треба нам да ни останат рацете чисти, кога тој ќе го отепа Ѓорчета Петров. Се знаеш, тоа не може да се премолчи. Да не сум те слушнал уште еднаш да го споменеш тоа име. Добро. Јас сум овде да си го заработам својот леб. Да. Значи нема да бидеш чувар во некој од софиските барови. Како руските емигранти. Или како оние што ги видов денес. Да скиташ по парковите. И да питаш за коркалеп. Ке има работа за нас. Оние што ќе ни се спротивстават, што ќе ни советуваат да го оставиме оружјето, ќе ги испотапаме како пилци. Пилци? Многу ни ја поевтинуваш крвта. И не само нив. И колебливците меѓу нас. Да не мислиш на мене? А знаеш ли дека не се сите карти во твоите раце? Држам и јас некој адут, а? Да не ги чепкаме тие работи. Нашите давања, земања, да ги оставиме за потам. Да. Што мислиш да правиш сега? Вечерва јас прв ќе бидам на стража. А потоа ќе се напијам и ти се молам, не сакам да ме гибаш. Добра. Добра ноќ. Добри соништа.
Fezlijev, imaš li neko cigara? Fezlijev! 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 Fezlijev go nema. Što? Fezlijev go nema. Umno. To je sposoben da spletka na kraju. Se prašam kada bi možel da vidi. Kako isekovaš vo nekoja mejana, mora me vednaš da go pronajdem. To ja volim. Dodam. Da ne se raspikaže kada što ne treba. Ostani ti tukaj, ja se naške se vratam. Verujem da kad će go najdeš vo kafe Battenberg. Dobro, dobro. Prostite. Prostite. Da ne ve razbudim? Ne sakav. Da, kako što gledate? Sakav da svaram kafe. Zato li bi bea potrebni 2 filiđana? Ili bi je potrebna nesonica sa duplo kafe? Može bi. Sakate jedno ubavo kafe? Vred? Ke vi dadam šansa. Ovo je pat i ona je pat. Vi se molam, kada je izlez od konpata? Trgni se. Usko me vide,
Žaloste, gospodine, čuto nevideno, čuto nevideno. Jaski gi odnesem. Go skršit namerno. Zadosta nam sovas. Za da ne vegledam toliko samena. Ne. Sebeše ispolneto so vaše to prisustvo. A ja znajev, deka pak ste sama. Počustvovate li koliko teškog otrgnav pogled od vas? Deseto, ki nema veće hrabrite. Сега по улиците се чешкаме. Си играме революционерна миженка. Ги учиме младите да пукаат крв. Дай, Трифуне, дай уште едно чоканче во чест на убавата песна. Ја слушаш ли, а? Ја слушам секој ден. Тоа па тоа. Тоа па тоа. И си мислам, македонските революционери дали се подобри песнопојци или борци? Не туку дрдори тука, дрто магаре. Наполни го уште еднаш шоканчево. Ајде. Što misliš? Ništa. Baš ništa. Ništa važno. Što? Ne da. Ne da. Mislim na тоа дека името ти е составено од едно не и едно да. Добро вечер. Nema.
Dobro utro, gospodin Lukov. Dobro utro. Daj, da. Trifune, daj mi po jedna. Ja spijam dupli. Ova kivi je posljedna. I duplo gledaš. Ne, nema dvajica lukovi. Lukov je samo jedan. Brgo će stasaš tamo kada što si trgnal. Ne zadevaj se ti so mene, Lukov. Zašto znaješ, zanajt mi je da im zemam na ludjeto merka za mrtovečki sandak. Alkohol ti je mnogo po nevino sredstvo od ova, što go gotvi me nije. Će umre da ne napravi šega. Trifune, daj mu uštedna. Ova je posljedna. Batko Trifune, gdje dojdeš? Eve, dođem. Pi, koga ti je toliko jeftina cenata? Ke pija. A momče to beše od Čanište. Koji vojvoda beše vo toa vreme tamo? Ajde, Lukove, pomogni mi da se prisetam. Đorče, Orce, a? To se samo tvoj mudruvanje. Mene se nije prekuglava. I povećani zbor. Kutro to momče. Koga bi znajlo zašto mu je podaren torio život. Bej, goreština, bej. Podobleči se ušte malko, pa ke ti bide povadno. Ajde, sojtarija. Vreme. Trgam. Я проследив релацијата на неговото движење. Со планот на акцијата сите се запознаени. Секој си ја знае задачата, до подробности. Много добро. Внимавајте. Неговото име не секам да се спомнува меѓу вас. Јасно? Јасно. И внимавајте добро. Не сакам никакви грешки. Иван ќе биде одговорен за групата. Добро. Дојде ли до било каква засечка, стрелајте во вкрстен оган. И во него. Ајде. Секој што ќе се испречи, под нозе. А сега добра ви среќа, јунаци. Слобода или смрт? Слобода или смрт? Добра ти среќа, синко. Слобода или смрт? Слобода или смрт?
Ти, Brodski, odi v obitolsko tablico. A сега, dobro. Да. Ке се видим. Ке се видим. До гледање. O, zdravo ime. Kako doma? Arno, pa namini. Zdravo, zdravo. Kako? Dobar den. Slušaj me vнимателно. Čovjek od pred nas, sa temno palto, crna šapka i basnog rakata. Toj. Jasno? Urce! Što se slučilo? Potepa nekoga. Не успеевме да го задржиме. Фезлиев ќе води сметка за него. Сега внимавај. И по мене. Може некому се замирил. Напротив, сите само убав зборима за него. Утриот Ѓорче Петров, кому ли добрите луѓе му пречи? Кружен на плочникот пред неговата куќа. И ти велам, немаше од него поголем закрилник на незаштитените. Ѓорче Петров. Тоа не е вистина. Тоа не е возможно. Ѓорче Петров е убиен. Ѓорче Петров е убиен. Кој? Убија Ѓорче Петров. Кој убија? Ѓорче Петров. Луков! Зборувај. Готово е. Ѓорче Петров е мртов. Сигурен ли си? Како што те гледам тебе, Ѓорче е мртов. Значи готово е. Алал да му е на орца сигурна рака. Господјо Христова, акцијата наполно успеа. Благодарејќи му на орце, нели? Ред е да се почестиме. Зошто не? Иванов без друго ќе биде доволен од сите нас. Без друго. Тој секогаш сака да биде задоволен. Точно. Ова ни говори дека можеме да одиме понатаму во остварување на нашите планови. Организацијата мора да биде исклучиво во наши раце. Како што рековте, ви подготвив список. На Иванов повеќе не му се потребни списоци. Сега ми е отворен патот кон сите оние што ќе ми попречат. Ѓорче Петров, de mortibus nihil nisi bene. И другите, еден по друг. Преку тероризмот ќе дојдеме до целта. Судбината на Македонија е во наши раце. Весници, весници, убиен Ѓорче Петров, весници, весници. Весници, весници, убиен Ѓорче Петров, купете утро, утро. Убиен големиот македонски револуционер, весници.
Убиен единствениот жив основател на македонската револуционерна организација. Вестници, убиен Ѓорче Петров, вестници, вестници, убиен Ѓорче Петров. Može da si srećen bez da znaš. Gluvče belo sreća nosi. Može da si srećen bez da znaš. Gluvče belo srećan nosi. Može da si srećen bez da znaš. Gluvče belo srećan. Gluvče belo. Sreća nosi. Kaj si, bre? Nosete ги скршив, трчајки по тебе. Ништо више. Смири се. Смири се. Ајде си. Каде? Ајде. Vaša vakvina bila izvanredna, gospođo Hristova. Mi se dopađa. Mnogo. Blagodaram. Nije vjerojatno vi dosadiv. Толку ми намажи, а сите зафатени со работа во која сосема се заборава на жената. Nema zašto da se izvinuvate. Sekoja žena ki je prosti zafatenost. A za zdodevnosta ne znam. Впрочем, вашиот сопруг уште утре ќе биде овде и вие не ќе имате никаква причина за здодевност. Вашиот семеен мир ќе си биде пак ваш. Mnogo ljubezno od vas. Laskavi zborovi. Vi blagodaram i vi poželuvam što počesto da gi upotrebuvate. Ќе се потрудам. Еден ден може би ќе имате подобро мислење за мене. Дали сте за вино? Луков! Луков! Што има? Иванов те вика веднаш. Иванов ме вика?
što mu treba. Gospođo Hristova, 62 fjorce neka me čeka tuka. Ja svednaške se vratam. Dobro, Do gledanja. do gledanja. Do gledanja. Do gledanja. Me raduje što vaša ta ljubeznost je toliko široka, gospođo Hristova. I treba da te raduva. Ušte malko. Ajde. Gospođo Hristova, malku voda. Lošo mu je, da se osveži. Vednaš, sedni, smiri se i ne misli na ništa. Ništa. Donesete čaša. Da. Ajde, istikova. Благодарам, господја. Ništa tuka sme da pomogne me. Ništa. Ke ti olesni. Така е тоа секогаш кога прв пат се убива. Ставете го намира, гледате дека не му е до шега. Тогаш малку ракија. Една подолга голтка ќе му помогне. Има во трпезаријата. Подобро ли ти е? Да. Ќе биде подобро. Зошто ме натера да убијам таков човек? Зошто? Не слушајте го. Тешко му е. Прв пат убива. Знам. Напи се. Една голтка ракија секогаш ја плакне душата. Зошто ме натерате да убијам таков човек? Детиште, се зборували така? Мамата. Закопот нека биде што посвечен. Добро. Се разбираме Тодоре. ли за... Имам нешто да ти кажам. Тодоре, момчето, орце е потиштен. Станува несигурен. Блада. Се плашам. Ќе ми платите. До еден. Нема да умрам додека не ви се одмастам. На сите. Слушај, ти ќе ми ја кажеш вистината. Дали Ѓорче Петров бил предавник на Македонија? Дали бил? Зборувај. Не, синко. Никогаш не бил. Никогаш. Да. Не знам повеќе. Никако се зборува. Никако се чекори. Вчера сретнав една девојка и ми се стори дека знаев да зборувам, да чекорам, да живеам.
Та mi veruvаше. I ja si veruvav. Koga pukav. Mislev, дека ќе pukam во друг. A еве се чувствувам како другиот во мене да пукал. Слушај, ти си стар. Но ти не си толку стар за да не можеш да ми кажеш кој во кого овде пука. Бегај одобде. Бегај и не прашувај зошто. Каде? Каде да бегам? Зошто да бегам? Бегај додека те држат нозете. Овде не ти е местото. Овде не ми е местото. Каде ми е местото? Имам ли јас сега некакво место во овие црнила? Бегај! Бегај! Бегај кога ти изборувам! Детиште! Koji go videl babu, se bolen mi legna. Kada je mladićot? To je to devoj... Si otide? Kako si otide? Така, si otide. Ne mu se dopađa našiov zanajet. Pijanico, ne podbivaj se, kada je? Otide da se slika kako revolucioner od vaš tip. Спорвај зошто го пушти? За да не ја дочека заслужената казна. Го уриваш се во ова што го чиниме за Македонија. Македонија. Ги држиш цицките на неда и мечтаеш за слободата на Македонија. Стани. Ќе проговори. Зборувај. Да го однесам? Не. Ти ќе го наградиш орцата. Разбра? Ако ти е мил животот. Барајте го по дрво под камен, момчето. Преварајте цела Софија. Драги наш, скап и никогаш не прежален Ѓорче.
Nije. Tvojte posleduvači. Voči spomen postojano će žive tvoje to veliko revolucionerno delo. Na nesebično budenje, na vekovniot ideal, na Makedonija. Dozvoli mi, golem naš učitelu, da gi izrazam od imeto na pomladite pokolenija, iskrenite i so ništo ne pomateni čuvstva kon tvoja ta svetla pamet. Ta raka na proklet zlostornik, na krvav nasilnik, toj nizok čin, toj perfiden ubijec. Treba da ti bide čest što ti sin na roditelji, što si go dale život za slobodata na Makedonije, tok mu ti si odbran za ova zadača. Znam дека не се важни имињата на преданиците. Treba da ti bide čest slobodata na Makedonije, za slobodata na Makedonije. Neka znaje, neka ubivajkite tebe, negi prostrela vonas i tvojte ideji i ideali. Pukaj. Borce, brani se! Јас веќе пукав. А овде не гледам човек. Да се умре.